عم تهجموا علينا الكلب عم تضربون بالعصي بالهروانات. Не тепаа со стапови и палки. Погледнете како кучињата не искасаа. Немавме ни оружје, ни ништо. Не тепаа само затоа што сме мигранти. Мухамед е еден од луѓето кои мигрираат и кои се повеќе се сведоци на насилство на српската полиција на границата со Северна Македонија. Тој се обидел да премине од Северна Македонија со група од 20 на бегалци на крајот на февруари. И сите се вратени назад. Во овој транзитен камп во близина на границата чека нова можност. Не тепаа и моравме да се вратиме назад. Ке се обидеме повторно, бидејќи немаме друг избор. Јас сум човек, и како и другите. Бегам од мојата земја поради војна. Сакам да стигнам во земја каде што ќе се чувствувам безбедно. Зошто земјите немаат хуманост? Зошто луѓето се вакви? Доказите за бруталност кои полицијата во Србија ги негира го обиколија светот. На крајот на февруари, британски Гардијан ја објави снимката што жители на македонското село Лојане ја доставиле до Организацијата за помош на бегалци Легис. Во Легис велат дека станува збор за лица од Сирија и Бангладеш, кои српската полиција ги принудила да се соблечат, а потоа ги депортирала во Лојане од каде влегле во Србија. Проблемот е што начинот на кој што ги враќаат луѓето е брутален и насилен и премногу суров. Тие за нив важат човековите права, бидејќи човековите права се врзани за луѓе без разлика на нивниот статус кој што се наоѓаат на одредена територија. И никој не го нема тоа ексклузивно право да врши тортура над никого. Македонската полиција покрена истрага, српската полиција демантираше дека постапила спротивно на законот. Се поголемиот број на принудни протерувања на бегалци го бележат и активистите во Србија. Ovo proterivanje u poslednjih par meseci. Тоа протерување во последните неколку месеци се повеќе вклучува прилично брутални методи, пред се физичко насилство, но и понижување на бегалците при ова протерување. Во транзитниот камп на македонска страна на границата, покрај кревет и храна, добиваат и лекарска помош. Тука се сместени околу 100 мигранти, најмногу од Сирија, Авганистан и Пакистан, како и од африканските земји. Кампот беше отворен во екот на бегалската криза во 2015 година. Тој период имаше многу мигранти, дневно некаде околу 1000 мигранти, секој дневно заминува по оваа балканска рута, значи од Турција, од Грција, преку Македонија, преку Србија, кон западноевропските земји. Значи во моментот, значи сега, значи може да има движење до 20, 30 до 50 мигранти и различно во периодот на годината, во зависност нели од временски услови, дали е постудено, дали е потопло. Но не се задржува до долго во кампот. Ако кон Србија тргнат по овој пат, ќе се соочат со ваква пречка. Србија почна да подигнува жичена ограда на овој дел од јужната граница во 2020 година за време на пандемијата на коронавирусот. Нејзината изградба, како што ни изјави тогаш председателот на општина Прешево, е дел од договорот со Европската унија со цел да се намали бројот на луѓе во движење кои преку Србија, патувајќи посеверно, стигнуваат до надворешните граници на унијата. Затоа во потрага по сигурност тргнуваат по друг пат. Значи село Лојане е горе таму. Значи село Лојане е таму горе. Има полиција од Унгарија, Австрија. Значи 2-3 тима, секогаш го обиколуваат овој пат. Имаат и дронови. Таму горе на планината има жандармерија и војска. Има жандармерија, војска. И екипата на Радио Слободна Европа забележа патроли долж патот, но снимањето е забрането. Земјите се договорија за заеднички граничен надзор на крајот на 2022 година, за да се запре зголемениот број луѓе кон Европската унија. На српскиот дел од границата има и службеници на Европската агенција за заштита на границите Frontex, кои помагаат во контролата. За разлика од српската полиција, која не одговори на дополнителните прашања за насилството, Frontex негира дека учествува во него. Frontex сериозно ги третира сите извештаи за наводно прекршување на основните права, вклучително и забраната за присилно протерување бегалци.
Мигрантите го продолжуваат патувањето кон север. На периферијата на градот Прешево се наоѓа кампот на Државниот комесаријат за бегалци. Патролираат гранична полиција, жандармерија и армијата. За разлика од македонската страна, тука ретко кој сака да биде пред камерите. Две момчиња од Авганистан и од Сирија се согласуваат на разговор, но под услов да не го откриеме нивниот идентитет. 8 пати се обидовме да влеземе во Србија. Еднаш во ист ден, 3 пати, но полицијата не фати и не тепаше, па се вративме во Македонија. Овде можеме да го напуштиме кампот, но до 10 навечер и не смееме да одиме повеќе од 1 километар, бидејќи полицијата ќе не фати и ќе не врати во Македонија. Во Србија полицијата не фати на пат во еден град. Не знам како се вика. Не испрашуваа како дојдовме и потоа не депортираа во овој камп. Мора да бидеме внимателни, бидејќи граничната полиција е насекаде. Затоа се плашиме. Не одиме во град и се движиме само овде и низ кампот. Тука има околу 200 луѓе, главно сиријци, но не можевме да одиме зад оваа порта. Државниот комесаријат за бегалци ги затвори вратите на сите кампови во Србија во 2022 година. Одбивањето на дел од медиумите без објаснување се совпадна со почетокот на зачестените полициски акции насочени, како што велат, за сузбивање на илегалната миграција. Рациите продолжи и во 2023-та по престрелката меѓу шверцери во градот Хоргош на српската северна граница со Унгарија. Полицијата во Србија секојдневно известуваше за апсење и одземање на оружје, како и за преселување на стотици луѓе од неформалните кампови на северот од земјата во државните прифатни центри на југот. Сето ова внесе страв кај бегалската популација и поради тоа луѓето сега решија целосно да се предадат на шверцерите и всушност да бидат целосно невидливи за локалното население, организациите и државните институции. Србија и Северна Македонија делат граница долга околу 150 километри, а ограда се протега на нешто повеќе од 10 километри.